Македонија е на пола пат до постигнувањето на колективен имунитет преку вакцинација, или во проценти имунизирани се само околу 40% од граѓаните. Докторите алармираат, фокусот итно да се стави на невакцинираните, а не на трета доза од вакцината. Доктор Злате Мехмедовиќ смета дека нема спас од новите соеви без колективен имунитет и со тоа ќе бидеме приморани да се соочиме со тешка есен и зима. Во однос на третата доза, тој вели дека воопшто не е препорачливо да се комбинираат вакцините, односно да се прими бустер доза Pfizer, доколку претходно биле користени 2 дози од друг производител. Не се знаат здравствените последици кои можат да следат од комбинирање на вакцини, бидејќи студијата не е завршена. Затоа вакцинираните со друга вакцина која не е Pfizer треба да ги чекаат резултатите од студијата и да не брзат со имунизација со трета доза. Според професорот Даниловски, бустер дозата на Pfizer се дава со погрешен пристап. Мислам дека индивидуалниот пристап требаше да биде усвоен. Секој што прележал или поминал 2 дози, да се тестира, нели, да се види колку му се антителата, особено оние кои што се вакцинирани со овие помалку имуногените вакцини, ама ете се отиде вака шематски. За комбинација на вакцините со различен став е професор доктор Александра Грозданова, која воедно е национален координатор за имунизација во земјава. Таа вели дека комбинацијата со друга вакцина, како трета доза, нуди поголема ефикасност. Во однос на комбинирање на вакцините кое се јавува како прашање од аспект на безбедност и на ефикасност, давањето на различна прва во однос на втора доза или различна буст доза дава можен поширок имунолошки одговор и појак бустер ефект. Студии направени во Велика Британија и во Шпанија покажаа одличен ефект од комбинацијата на AstraZeneca и Pfizer, комбинирање на AstraZeneca со Sputnik, како и комбинација на Pfizer со Johnson & Johnson. Досега во земјава трета доза на Pfizer ја имаат примено околу 240 граѓани. Дополнително што загрижува е и појавата на првите несакани последици од примањето на третата доза. Израел пред неколку дена идентификуваше 9 случаи на воспаление на срцевиот мускул по бустер дозата на Pfizer.